по Европскиот совет Либерално-демократската партија навистина беше активна на меѓународно поле да излобира, да влијаеме да се промени ова историска неправда која што му е нанесена на државата. Во таа насока токму нашите пријатели од Европскиот парламент, либералните европартеници иницираа донесување на резолуција од страна на Европскиот парламент за почеток на преговорите со Македонија, а синоќа всушност европските либерали на Конгресот во Атина донесоа едногласна резолуција со која што бараат започнувањето на преговори. Ова е многу значајно затоа што либералите се во коалиција со Макрон и кога вашите коалициони партнери всушност вршат притисок за почеток на преговорите, тоа има многу поголема тежина за разлика од другите притисоци кои што се прават врз председателот на Франција. Бидејќи ближат избори, во однос на резолуцијата ќе оставам Емил Киријац, кој што навистина и беше иницијатор на таа работа, да ја образложи што точно значи, што таму се предвидува. Во однос на актуелната состојба, Либерално-демократската партија уште еднаш апелира и инсистира до останатите политички партии конечно да се промени изборниот модел, бидејќи тоа се најаве на лидерската средба кај председателот на државата, меѓутоа еве помина една недела и се уште тоа прашање стои отворено. Инсистираме да има една изборна единица без праг, или доколку нема консензус за таа работа, тогаш бараме на постојниот модел од 6 изборни единици да бидат со отворени листи, бидејќи сите се залагаат за отворени листи, а викаат е невозможно тоа да се прави со една изборна единица. Еве апелираме тоа да се направи со 6 изборни единици. Врз основа на тоа ние и останатите политички партии треба да донесеме одлука за нашиот настап на следните избори. Ние, бидејќи овие 2 недели бевме зафатени со меѓународните активности, веќе практично од понеделник ќе продолжиме со нашите внатрешни активности, она што го планиравме почетокот на трибините. Исто така, како партија сме разочарани од односот на премиерот на Грција. Ние навистина во Атина видовме еден топол прием и кај граѓаните и кај медиумите. Малце е променета климата, меѓутоа владата и премиерот сметаме дека ја пропуштија историската шанса која што му ја налагаше договорот да бидат стратешки партнер на Македонија и да бидат нашиот глас во НАТО и во ЕУ. Тие практично го премолчи Мицотакис самитот и не влијаеше доволно и не лобираше доволно за Македонија да добие датум, и ние мораме да констатираме со жалење дека дел од преспанскиот договор од нивна страна не е испочитуван. Исто така, враќајќи се со возило од Атина кон граница, ние не видовме ниту една табла со новото име Северна Македонија. Се уште стои понижувачкото име Скопија и се разбира и овој дел од договорот не е испочитуван, и ние апелираме веќе на првата следна владина седница на која што ќе присуствувам, јас ќе побарам од министерот за надворешни работи да интервенира, да се почитува не само македонската страна да го почитува договорот, туку да бараме и од владата во Атина да си ги испочитува својот дел од обврските, бидејќи навистина помина повеќе од една година и е недопустливо барем таблите да не ги сменат кои што се наоѓаат на грчка страна. Еве тоа е од мене, доколку имате изборниот модел што го споменавте, како ќе настапува партијата на следните избори? Имате ли некаква одлука? Дали во коалиција со власта моментална или можеби самостојно? Гледаме најразлични шпекулации. Пред ЛДП стојат 2 алтернативи. Тоа е или самостоен настап или продолжување на актуелната коалиција. Но да продолжите коалиција треба да имате договор со нив за што ќе се залагаме понатаму, но исто така е многу значајно изборниот модел и начинот на избор на пратеници. Македонија е спремна, граѓаните очекуваат тие да си ги бираат представниците во парламентот, а не политичките лидери. И мислам дека таа шанса не смееме да му одземеме на граѓаните, бидејќи сакаме да ги мотивираме да излезат на избори, а не му даваме моделот на избор кој што тие го посакуваат. Кога ќе се решат овие работи, се надевам дека до крајот на оваа година, евентуално најкасно јануари, партијата ќе донесе одлука за начинот на настап на следните избори. Ние не можеме да чекаме март, како што се најави дека ќе започнат преговори. Ние мораме да сме спремни, и затоа и фактички ги почнуваме овие трибини низ Македонија да ја припремим партијата за секој можен настап на следните избори.